Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие ја слушате книгата Светска криза и патот до мирот. Ова е збирка на говори и писма од Хазрети Мирза Масрор Ахмад, имам и поглавар на Ахмадија муслиманскиот джемаат, петтиот наследник на ветениот Месија. Писма до светските водачи. सोने वालो जागो सोने वालो जागो के वक्ते बहार. Писмо до председателот на Исламската република Иран. До неговата екселенција, председателот на Исламската република Иран, Махмуд Ахмадинеджад, Техеран, 7 март 2012 година. Почитуван председател, еселаму алейкум, верахметулах и веберекатуху. Со оглед на опасната состојба која се појавува во светот, сметам дека е неопходно да ви пишувам, бидејќи вие сте председател на Иран, што значи дека имате овластување да донесувате одлуки кои ќе влијаат на иднината на вашиот народ и на светот воопшто. Денес во светот владее вознемиреност. Постојат области во кои се водат војни од помали размери, додека во другите големи сили постапуваат под изговор дека се обидуваат да создадат мир. Секоја земја тврди дека помага или дека се спротивставува на другите, но правдата не е исполнета. Ако ја погледнеме сегашната состојба во светот, со жалење ќе забележиме дека веќе е положен темел за уште една војна. Бидејќи голем број на земји, големи и мали, имаат нуклеарно наоружување, се повеќе се јавува вознемиреност и непријателство. Во ваква тешка ситуација, Третата светска војна веќе е на повидок. Како што ви е познато, имањето на нуклеарно наоружување значи дека Третата светска војна ќе биде атомска војна. Нејзините конечни последици ќе бидат катастрофални. Долгогодишните дејства на таквото војување како последица ќе имаат генерации кои ќе се раѓаат неспособни и деградирани. Верувам дека како следбеници на честниот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи веселем, кој бил пратен да го втемели мирот во светот и кој бил рахметулил алемин, милост за целото човештво, ние не сакаме и не посакуваме светот да претрпи таква судбина. Затоа јас од вас барам, бидејќи Иран е исто така значајна сила во светот, да ја одиграте својата улога во спречувањето на Третата светска војна. Неспорна вистина е дека големите сили постапуваат со двојни аршини. Нивните неправди биле под вознемиреноста и нередот да се рашират во светот. Меѓутоа, не можеме да го занемариме фактот дека одредени муслимански групи постапуваат несоодветно и спротивно на учењето на исламот. Главните сили ова го употребиле како изговор за исполнување на своите интереси, искористувајќи ги приликите во малите муслимански земји. Според тоа, јас повторно од вас барам сите своји напори и сета своја енергија да ја насочите кон спасот на светот од Третата светска војна. Честниот Куран ги подучува муслиманите дека непријателството на било која нација не смее да ги попречи во праведноста. Во сура Ал-Маида возвишениот Аллах ни наредува: и нека непријателството на некој народ не ве наведе на насилство, затоа што тие ве одвраќаа од Месџидул Харам. Помагајте се и во добротворство, и во богобојазливост, и не помагајте се едни со други во греф и непријателство. Истравувајте од Аллах. Навистина Аллах е жесток во казнувањето. Слично на тоа, во истата сура од честниот Куран ја наоѓаме следната наредба на муслиманите: О верници, бидете цврсти поради Аллах, сведочете во името на правдата и непријателството на некој народ нека не ве наведе да постапувате неправедно. Бидете праведни, тоа е најблиску до богобојазливоста. Истравувајте од Аллах. Навистина е Аллах секогаш известен за она што го правите.
Според тоа, не треба да има спротивставување на другата нација само поради непријателство и омраза. Јас признавам дека Израел ги поминува границите и го фрла окото на Иран. Навистина, ако било која земја се заканува на вашата, вие природно имате право да се браните. Меѓутоа, колку што е можно, границите треба да бидат решени со дипломатија и преговори. Ова е моето понизно барање до вас. Наместо употреба на сила, користете диалог и трудете се да го решите судирот. Ова барање го упатувам, бидејќи сум следбеник на одбраната на Божјата личност, која дошла во ова доба, како вистински слуга на честниот пратеник, Мухаммед, салаллаху алейхи веселем, и кој тврди дека е ветениот Месија и Мехди. Неговата мисија е луѓето да ги доближи до Бог и да ги втемели правата на луѓето на начин како што нашиот учител и водач Рахметулил Алемин, милост за целото човештво, честниот пратеник салаллаху алейхи веселем, ни покажал. Нека возвишениот Аллах го способи муслиманскиот уммет да го разбере ова убаво учење. Веселам, искрено ваш, Мирза Масрор Ахмад, Халифатул Месих Петти, поглавар на светски раширената Ахмадија муслиманска заедница. यार है वक्ते बहार है